Добар ден, почитувани гледачи, вие сте со Око во недела во 2 на фреквенцијата на ТВ Нова. Летото уште во своите први денови покажува заби, а на политичката сцена работите зовреа по посетата на премиерот Зоран Заев на Софија и тоа што произлезе од средбите со неговиот бугарски колега Бојко Борисов. Како што обично бива кога политиката се обидува да се меша во работата на историјата, реакциите се бурни. Бугарските историчари еуфорично ја примија веста дека на Илинден ќе биде потпишан договорот за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија. А како е кај нас? Илинден падна на Илинденска безброј. Неморално е да се бара заедничка прослава. Премиер од Илиенци. Ова се ударните наслови на медиумите, но тие не се однесуваат на ова што сега го договара Заев и Борисов, туку ова се реакции на идеите за заедничко чествување на некои историски датуми кои ги лансира премиерите тогашни на Македонија и на Бугарија, Бучковски и Станишев. Денес е малку поинаку, воздржани се историчарите, академиците и интелектуалците во Македонија. Зошто е тоа така, ќе го прашам мојот денешен гостин, професорот по историја на Филозофскиот факултет, Никола Жежов. Господин Жежов, добре дојдовте во студиото на ТВ Нова. Добро ве нашол, благодарам за поканата. Зошто вие, како еден од врвните историчари во Македонија и вашите колеги, останувате без став по она што го слушнавте од Софија? Зошто тогаш беше спорно, беше многу проблематично, беше замка во која Македонија може да падне и да го загуби она што се вели национален идентитет? Сега тоа не е спорно, сега е се како што треба да биде. Видете, јас од секогаш јавно сум ги кажувал своите ставови пред македонската научна јавност и пошироката јавност. И секогаш како поединец сум реагирал на одредени појави. Тоа ќе го сторам и овој пат во врска со вашето прашање околу реакциите комплетно на македонските историчари како професија, како фела. Не можам да ви дадам конкретен одговор. Многу пати сум се обидувал да искоординирам заедничко действување, меѓутоа сепак тоа го оставам на секој сам да си носи оценка и одлука зошто постапуваат така или поинаку. Добро, молчи Ману. Молчат вашите колеги од институтот, односно од одсекот за историја на Филозофскиот факултет. Колку историчари има таму? Сите молчат, немаат став по ова прашање, мислат дека е во ред или некоја друга причина е во позадина? Видете, со поединечни реакции излегува одредени колеги мои историчари не само од Филозофскиот факултет, туку и од другите универзитети така во Република Македонија. Имаше поединечни изјави кои што одеа во правец на овие последни слушувања и можам да ви кажам дека и од Институтот за историја при Филозофскиот факултет имало поединечни изјави на дел од колегите, но зошто немаме групна реакција, на тоа не можам да ви одговорам. Треба веројатно да го адресирате прашањето до нашата институција. Конкретно според вас имате некаква забелешка или задршка во она што го слушнавте од Софија во однос на тоа дека на Илинден би можел да биде потпишан, дека се планира на Илинден да биде потпишан договорот за добрососедство, кој меѓу другото подразбира заедничко чествување на некои историски датуми. Дополнително на тоа беше најавено и интервенција во учебниците по историја за да се отстранат некои спорни делови, спорни во овој случај спорни за нашиот источен сосед. Тоа што вие сте го слушнале од медиумите и јас го имам слушнато од медиумите, немам некои подробни и подетални информации. Можам да ви кажам од тоа што го имам слушнато дека голем дел од искажаните работи се неприфатливи за Република Македонија и за македонскиот народ, бидејќи содржат многу работи кои што задираат во нашиот национален идентитет, јазикот, историјата, културата, нашите традиции. Меѓутоа, во секој случај, од секогаш сум бил поборник на тоа дека треба да има добрососедски односи помеѓу сите балкански држави. Ние, Република Македонија и Република Бугарија се две соседни држави и треба да направат напор за воспоставување на добрососедски односи. Професоре, но тоа не треба да се случи по секоја цена. Ќе ви дадам можност во текот на емисијата детално да ги елаборирате оние делови од договорот за кои сметате дека може да бидат проблематични по нашиот идентитет и наспроти тоа да го исто така да го истакнете вашиот став дека на Македонија и на Бугарија секако им требаат добри односи. Само за подсетување, Бугарија е првата држава што ја призна Македонија по уставното име по прогласувањето на независноста во 1991, но признаена е само нашата државност, но не и нашата нација и македонски јазик. Бугарите не обвинуваат дека сме им ја украли и фалсификувале нивната историја. Според за нив
е вториот Илинден кога македонците на Асном добиваат статус на рамноправен државотворен народ во рамките на тогашната заедничка држава. Во овој момент во емисијата би сакал да го вклучам господинот Божидар Димитров, еден од најгласните негатори на македонското постоење, актуелен директор на Бугарскиот национален историски музеј. Господине Димитров, ако се слушаме, добре дојдовте во емисијата на ТВ Нова. Добре заварили. Може ли на почеток да ве прашам, ако ги средивте впечатоците неколку дена по средбите на Борисов и Заев, останувате ли на ставот дека ако се потпише договорот за добрососедство, тоа ќе значи крај на македонизмот, постепен крај на македонизмот, и да го објасните тоа зошто мислите дека ќе биде така? Ја си ви одговоря като Уинстон Черчил след првата голяма английска победа във Втората световна война, битката при Аламейн. В камерата на общините или къде там го питат депутати, сенатори, това е краят на Германия или? Той е казал, не, това не е краят, това е началото на края. Та и аз същото ще кажа. Има много препятствия пред това този договор да се изпълни, защото, знаете, гарнитурите във владите се сменят, а всяка влада, независимо къде е по света, смята, че историята започва от нея на някоя страна. Освен това, като историчар, знам, че имат десетки, стотици договори в човешката история, които се нарушават и не се изпълняват. Ето ви най-големият пример. Договора Рибентроп-Молотов. Добро, да се вратиме на нашиот договор за добрососедство. Ако се спроведе, зошто ќе биде тоа крај за македонизмот? Защото съдържа две важни точки, които ще разрушат голямата македонийска лъжа. Вие, вашия гостенин, който е историчар, знаете прекрасно, че македонизма е построен върху историята, или по-точно върху 100% исторически лъжи, които нямат нищо общо с реално случилата си история. И оттам нататък, когато тези кражби на история, Самуил е македонски цар, и Лиденското въстание е македонско въстание, и България няма никакъв пръст в него, тогава, естествено, лека по лека ще започне ерозия на македонизма. Македонските деца първо, после и македонските граждани ще научат, че това са лъжи, които са учили и което им разправят. Господин Димитров, може ли договор за добрососедство меѓу две држави да биде базиран на една позиција за која вие зборувате, а тоа е негирање на постоењето на еден народ и јазик, например, во случајов македонскиот народ и јазик? Никой не негира нито постоењето на македонския народ, нито на неговия язик. Негирането на язик не могат да го направят правителство. Едно от най-смешните неща, които искате от нас, е да признае българското правителство македонски език. Че българското правителство да не е лингвистичен институт. Стойност има само лингвистичните институти по света, които могат да кажат има или го няма език. Повечето от тях казват, че го няма, че и френската енциклопедия на езиците казват, че е идиом на български. Руската също казва същото. Тогава никой да правим. Не може Бойко Борисов да се прави на езиковед. Вие знаете една руска песен. Товарищ Сталин, вы большой ученый, а в езикознание вы просто корифей. Това е смешно. Ако е нашата... Да. Нещо от българското прави. А що се отнася до договора? Сега, не смятате ли, господин Горан Петровски, разбрах, че се казвате, че е смешно и жалко две съседни страни. Всеки човек гледа да е добре със съседите си. Ние са сърби, румънци, турци и гърци сме водили войни, трепали сме се като кучета, с стотици хиляди и т.н. И в момента сме в прекрасни отношения. А в Македония, където не сме пукнали една пушка един срещу друг, да бъдем в лоши отношения. И то защо? Заради историята. Не сме се скарали да речем за неща, които са важни. Ако е нашата историја лажна, а вашата вистинска, кој е оној дел што не доближува и што не разединува? Може ли ми кажете на кои делови мислите кога велите дека Македонија и Бугарија имаат иста заедничка историја? До 1944 година имат напълно заедничка история. След 1944 година, естествено, вече че се разделят двата народа.
разделят се, т.е. двете населения на България и на Македония. Това е вече вашата история. Тя вече не е малка, тя е повече от 70 годишна, скоро ще стане 100. Би трябвало да сте задоволени. На тая история ние не посягаме. Това си е вашата история. А во однос на Илинден? Моля? Во однос на Илинден, зошто за вас е толку важен Илинден? Сега ще ви кажа защо. Защото ще ви направя един малък изпит да видим дали ще може да ми отговорите. Кой организира Илинденското въстание? Коя организация? Ке ми помогне и професорот по историја, тука е професорот Жежов, иако јас сум учел историја, да. Знаеме кој е, но во оваа ситуација јас сум вашиот домаќин, јас поставувам прашање. Добре, да, повелете. Нека професорот по историја кој е при вас, не го познавам, кој да каже. Кој според вас го организира, кажете? Ние си имаме наша вистина, наша историја за тоа. Како е? Организирано од организацијата. Тајна Македоно-Одринска революционна организација, ТМОРО. Не е ВМРО, како мислите много. ВМРО се появи чак 1905 година на Рилския конгрес на две организации. Върховния македонски комитет и ТМОРО. Организационната територија е разделена на 7 окръга. На територията на днешна Вардарска Македония има 2 окръга – Битолски и Скопски. Останалите са в Гърция, България до Черно море. Аз съм, по-точно дядо ми и баба ми са участници в въстанието. Аз македонец ли съм? Това е Одринската част на организацията, 7-ми революционен окръг. Той възстава на 19 август. Първи възстава, и той единствен масово възстава, освен нашия окръг, втори Битолски окръг. Въстанието се командва от офицери от българската армия, от генерали, полковници, генерал Иван Цончев, например, в Пиринска Македония, полковник Коста Янков, майор Зафиров. Командир на въстанието в Битолско не поручил, вече пораснал чин. Господин Димитров, добро, можеме ли малку да скокнеме неколку децении по-напред во... Само чуйте името, защото тоа е име светиня. Добро. Борис Сарафов. Да го знаете. Да, го знаеме. Неколку децении подоцна во историјата. Как може историчарът днеска, Александър Стойчев, как може да говори, че нямаме нищо? България няма нищо общо с въстанието. И от българските казарми са изнесени стотици хиляди манни хери и пучки, Бердана, с които са въоръжени въстанници. Господин Димитров, имам уште две прашања за вас во оваа пригода. Зошто толку реакции предизвика филмот Трето полувреме пред неколку години, кога беше премиерата во Скопје и меѓународната светска премиера на филмот Трето полувреме, која сведочи за страдањата на македонските евреи во текот на Втората светска војна? Тоа е првото прашање? Не знам защо. Аз този случай не съм го проследил. Не го познавам. Знам, че 11 000 евреи от новите земи са изпратени в концлагери, но не и евреите от Стара България. А не са изпратени, защото когато ни предават Македония или част от Македония, немците, те казват това ваше, евреите са германска военна плячка, трофей. Вие тях няма да ги барате. И ние не сме ги барали, тъй като те се водят за собственост на германците. Разбира се, германците не лъжат. Ние ще ги използваме в трудови лагери, не знам. Не сум сигурен дека добро ве разбрав, но е конкретно прашање. Која вршеше депортацијата на македонските евреи во 1943 во логорите на смртта? Германците кој да ги врши? Може ли ми кажете, судот за човекови права пресуди во корист на Македонија? Конкретно ми одговорите колку македонци живеат во Бугарија? Ами какво е пресъдил съда? Аз така и не разбрах съда кога е станало това и кога ни е осъдил за нарушение на човешки права. За разлика от вас в Македония, където графа при преброяване българи няма, при нас има. И последно са се записали 2500 македонци. Поранешниот премиер Станишев рече дека живеат 5000. Може и 5000 са, не знам. Според мен е 2500. Но не им е дозволено политички да се организираат и да формираат своја политичка партија. Може българската конституција забранява партии на етнична основа. Ние нямаме партии на етнична основа. Ако ми кажете, вие имате една турска партия,
таа турска партија ДПС има неколку хиляди българи, некои од тях професори, доктори и така нататък. Господине Димитров, ви благодарам многу за ова вклучување во денешната емисија. Ако нема мојот гостин професорот Жежов некое конкретно прашање за вас, ќе му оставам. Како се казва професора? Мојот гостин денешен е професорот Никола Жежов, универзитетски професор на факултетот за историја при филозофскиот факултет на универзитетот Свети Кирил. Има ли нешто общо с големиот род Джерови од Охрид, којто е во Българија на голема част? Аз знам каде е погребан в Македонија, дяден генерал Климент Джеров. Професорот со мене во студиото го слушна прашањето? Да. Дали добро го разбравте? Да, го разбрав. Дали сум имал некакви родниски врски со Никола Жеков, тој е Жеков, јас сум Никола Жежов. Значи, моето потекло е од Егејскиот дел на Македонија. Немам никакви родниски врски. Жежов, со Ж. Жеров. Не Жеков. Жеков е друг генерал. Има друг генерал, којто е охридчанин и којто е загинал през Првата светска војна. Знам каде е погребан, паметника му е чуван все още. И просто ако не го знаете, да ви го кажа. Господин Димитров, уште еднаш ви благодарам за ова јавување, вклучување во денешната емисија и за вашите ставови. Продолжуваме натаму во разговор со професорот Никола Жежов. Професоре, располага ли историјата како наука која се базира на конкретни научни факти, пишани документи и друг вид на сведоштва? Заборев да го прашам господин Димитров дали може да посведочи за колку такви материјали од бугарскиот архив биле уништени, исчезнати или свесно ставени под маса за да може да се вистината, односно историјата базирана на тие факти за кои зборувам да се толкува вака или онака во служба на политиката. Конкретното прашање за вас е дали науката во Македонија, онаа историја што вие ја предавате, ја пренесувате на вашите студенти, базира врз научни факти и докази кои го негираат ова што го кажа пред малку господин Димитров. Видете, историјата е наука екзактна, понекогаш и како математиката. Значи, ако 2 и 2 се 4, одредени историски факти и документи исто така покажуваат дека некоја теза е потврдена или е негирана. Толкувањето на историските извори, на различните историографии, секако е еден голем проблем кој што се јавува овде на Балканот. Секој од националните историографии различно си ги толкуваат поголем дел од изворите. Меѓутоа, имате вие изворна архивска граѓа која што е недвојбена и за која што не може да има двојно толкување. Така што, поаѓајќи од ова, сметам дека македонската историска наука е прилично објективна во поглед на објаснувањето на историските настани, личности, процеси и дека ние им даваме соодветен правец на нашите студенти кои што дипломираат и стануваат дипломирани професори по историја при Институтот за историја на Филозофскиот факултет. Тоа го покажа и временските периоди од осамостојувањето на Република Македонија од 90-тите години до денес. Македонската историска наука е една од ретките, ако не и единствена на Балканот, која што не поттикнува национална омраза, шовинизам или негирање на некои други народи. Нашите студенти, па и учениците во образовниот процес, соодветно изучуваат наставни единици од историите на сите соседи на Република Македонија, Република Србија, Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција. Така што во тој правец слободно можам да констатирам и да заклучам дека историската наука се обидува да биде што е можно пообјективна. Македонските историчари за време на крвавиот конфликт, да ве потсетам, во 90-тите години на минатиот век, со ништо не го поттикнуваа македонскиот народ и останатите националности во Македонија да учествуваат во некаква националистичка еуфорија или во распирување на некакви страсти за избивање на граѓанска војна. Но таа наша мирољубивост или како да ја кажам конструктивност не ни е предност. Во случајов со сите соседи имаме отворени прашања и сите тие пак покажуваат нешто спротивно од она што ние како во таа насока го декларираме и го практикуваме. Конкретното прашање во овој случај би било, го слушнавме, Димитров вели, до 1944 сме имале се заедничка историја, потоа доаѓа вториот аспон, веројатно оној што е по-проблематичен за нив. Претходно сме биле ист народ, затоа и таа теза веројатно да ми објасните колку е опасна ист народ, две држави. Тоа е едното прашање и второто прашање е располагате ли со факти научни дека нашите прадедовци, прабаби, нашите предци се декларирале како македонци, изборувале на македонски јазик
и не е така како што вели Димитров дека македонскиот јазик е само идиом на бугарскиот, така рече, ако не слажам. Македонскиот и бугарскиот народ се два различни народи. Етногенезата на македонскиот народ е различна и се разликува од таа на бугарскиот народ. Постоењето на македонската нација денес е историски факт и тоа не може да го негира никој. Затоа постојат огромен број на документи. Така што проблемот е тука многу комплексен. Пристапот на бугарската историографија и бугарските историчари кон Македонија и македонското прашање. Нашиот пристап. Во секој случај имаме различни гледишта. Многу пати сме разговарале на научни конференции на кои што сме гостували и ние во Република Бугарија и бугарските историчари на научни конференции во Република Македонија. Имало различни ставови, меѓутоа квалитетот е во тоа што сме ги почитувале нашите различности и различни ставови. Науката треба да си остане наука и не треба да влезе во служба на политиката. Оној момент кога политиката ќе се вмеша и ќе стране инструмент за злоупотреба на историјата, тогаш доаѓа до искривување на историските факти и аргументи. Тоа е во однос на вашето прво прашање. Во однос на второто прашање, дали располагаме со документи дека македонската народност е посебна? Секако дека располагаме. Во архивите во кои што сме истражувале и во балканските држави и надвор од Балканот има огромен број на документи кои што потврдуваат дека македонците се посебен народ од сите балкански народи и се разликуваат од нив. Јас овде би ја цитирал само, односно би ја парафразирал реченицата на познатиот македонски револуционер Борис Сарафов, што беше споменат овде. Борис Сарафов има изјавено следно: македонците се посебен народ и се разликуваат од бугарите и од србите. За евентуалната братска помош која што би ни ја дал бугарскиот и српскиот народ, ние можеме да им бидеме благодарни, но никогаш да не се заборави фактот дека ние сме македонци. Оваа реченица Борис Сарафов ја кажал на почетокот на 20 век и таа станала лого на познатиот весник на македонската петроградска колонија во Русија. Ефрем Чучков, член на Централниот комитет на ВМРО, на внатрешната македонска револуционерна организација, изјавил, парафразирам: македонскиот народ има своја историја, има свое минато и има своји водачи кои што ќе го водат ни сложените временски периоди што доаѓаат и сигурно ќе го знаат вистинскиот правец во кој што треба да оди борбата на македонскиот народ. Панчо Михајлов Чавдар, војвода на ВМРО од периодот меѓу двете светски војни, така наречената автономистичка ВМРО на Тодор Александров, има изјавувано дека Македонија е посебна целина и дека балканските народи и држави треба да ги тргнат рацете од Македонија и да ја дозволат таа да формира своја државност. Во говорот кој што истиот овој војвода го одржал во Кјустендил при завземањето од страна на четите на ВМРО во 1922 година, во еден брилијантен говор што го одржал пред кјустендилските граѓани, истакнал дека македонските граници се тие што ги знае целиот свет, од Шар планина до реката Места, на југ до реката Бистрица, и дека тој дел од Балканскиот полуостров треба да се конституира во посебна држава. Тоа се само неколку примери. Во подолгата елаборација на Димитров во однос на Илинденското востание, за кое зборуваше и заврши со споменувајќи го Сарафов, објасни нивното видување на Илинденското востание. Зошто според вас е толку битен Илинден за бугарите, кога во колективната македонска свест Илинден е врежан како темелник, меѓник, база на сета македонска борба за независност, за сопствена држава, за идентитет и за сето. Кога се спомне Илинден, не постои македонец веројатно кој може да остане рамнодушен. Не можам да знам зошто бугарската историографија толку многу го потенцира значењето на Илинден. Тие веројатно си имаат своји причини, нема да го коментирам тоа, но можам да ви кажам дека македонската историја е горда на 2 август 1903 година. На тој датум во Македонија беше кренато востание од страна на една организација формирана на територијата на Македонија со седиште во Солун. Тајна македоно-одринска револуционерна организација, која што неколку пати го менувала своето име, за да на крај во колективната меморија на македонскиот народ биде позната под името Внатрешна македонска револуционерна организација или скратено ВМРО. Таа ја поделила целата етногеографска територија на Македонија на окрузи. Илинденското востание најдобро било подготвено токму во Битолскиот револуционерен округ, што соодветствува со
голем дел од денешната државна територија на Република Македонија, меѓутоа и на делови од егејскиот дел на Македонија денес во рамките на грчката држава. Овде востанието било масовно, тоа е самостојно, автохтоно. Бугарската држава со ништо официјално не го помогнала кревањето на Илинденското востание, затоа постојат голем број на историски факти. Во моментите кога задграничното представништво на ВМРО во Софија се обратило за помош до бугарската влада, добило негативен одговор. Тоа е факт и за тоа постојат документи. Востанието е кренато автохтоно, самостојно. Водачите на востанието се македонски револуционери, членови на внатрешната македонска револуционерна организација. Во главниот штаб, во Битолскиот револуционерен округ, каде тоа е најмасовно, раководители се Борис Сарафов, Даме Груев и Анастас Лозанчев. Тоа се членови на Македонската револуционерна организација. Нема ниту еден документ кој што потврдува дека бугарска војска дошла на територијата на Македонија, иако било ветено од некои дејци дека 200.000 бугарски штикови ќе дојдат и за момент ја ослободат Македонија. Тоа воопшто не се случило. Востанието немало никаква подршка од надвор. Меѓутоа, она што го чувме од Димитров, можно е сега по овој договор за добрососедство, ако биде потпишан, и она што го кажува тој како надеж дека ќе значи почеток на крајот на македонизмот, да се сменат учебниците по историја и да се вметнат овие промени? Видете, бугарската историографија востанието го ословува како Илинденско преображенско востание. За да му се додаде карактер дека востанието не е кренато само на територијата на Македонија, туку и на територијата на Одринско, кое што припаѓа во тој временски период, а и сега, ако се погледне, значи поделена е помеѓу Бугарија, Грција и Турција. Значи, дел од тоа востание е кренато на празникот Свето Преображение, не на Илинден. За да се покаже дека наводно востанието е на територии кои што се припаѓаат на бугарскиот народ. Меѓутоа, повторувам, најмасовен облик Илинденското востание имало во Битолскиот револуционерен округ на територијата на Македонија. Во другите револуционерни окрузи тоа било символично. Можеме ли тогаш да зборуваме за заедничка прослава на Илинден? Што би значило тоа за Македонија? Видете, во една таква, јас ќе повторам, ние мораме да имаме добрососедски односи со Република Бугарија. Треба да имаме соработка на сите полиња. Ние сме соседни народи и блиски народи. Меѓутоа, ние сме различни народи со различна историја. Во одредени моменти од историјата, правците на борбата на бугарскиот и македонскиот народ понекогаш се поистоветувале. Тоа е особено во периодот кога македонците и бугарите заеднички се бореле против црковното влијание, например, на грчката екзархија. Тоа е во периодот на преродбата во 19 век. Меѓутоа, со создавањето на бугарската држава, првин добивањето автономија и на нејзината независност, историјата на бугарскиот народ и на бугарската држава оди во друг правец. Историјата на македонскиот народ оди во друг правец. Точен е фактот дека голем дел на македонски револуционери, дејци и интелектуалци се школувале, образувале или живееле на територијата на Бугарија. Добро, несомнено дека имаме многу делови од историјата кои ни се испреплетуваат и во таа смисла може да ги нарекуваме заеднички, да ги окарактеризираме како такви. Може ли да зборуваме за заеднички јунаци историски? Не, видете, ако на пример имаме заедничка прослава на Илинденското востание, во тој случај бугарската држава јасно треба да декларира дека го признава посебниот македонски национален идентитет. Тоа е прво и основно. Во тој случај, прославата, евентуална прослава би била на некаква си рамноправна основа. Во една ваква ситуација на исполитизираност на историјата, тоа претпоставувам дека е многу тешко. Затоа велам дека треба со многу студени глави, со многу рационалност и разум да се влезе во оваа работа. Ние, македонците, не смееме да си дозволиме експерименти кои што евентуално во нашата иднина би предизвикале катастрофални последици по нашиот понатамошен развој. Значи, многу внимателно треба да се гледа какви потези се преземаат во овој правец. Јас сум поборник на тоа историската наука да се остави на историчарите, на македонските историчари и на бугарските историчари. Нека се формираат разни комисии помеѓу нас, македонците и бугарите, помеѓу македонските и бугарските историчари, нека се разговара со научни факти за сите овие теми. Да не дозволиме да се инструментализира историјата во политички цели, како што сега се случува во моментов. Во недостиг во услови на недоволна транспарентност, кога македонската јавност особено има недостиг од информации што конкретно е разговарано во Софија и што конкретно би биле одредби во тој
можен договор што би се потпишал на Илинден. Очигледно е да бугарската јавност, барем овие интелектуалци, историчари знаат повеќе и најавуваат дека најважното за нив во договорот би била таа промена во учебниците, според која македонските деца ќе учат онаа вистинска бугарска историја. Како што ја нарекува, можете ли вие да претпоставите кои делови во нашите учебници по историја се спорни за нив? Видете, секаква промена на... Еве, чувме дека депортацијата ја вршеле германците, не бугарската војска овде. Видете, секаква промена на содржините на учебниците по историја во Република Македонија ќе има погубни последици за Република Македонија. Тоа го тврдам најодговорно. Јас не знам ниту еден пример во свет, кажете ми вие ако знаете, некоја држава да диктира на друга држава каква историја ќе се пишува во нивните учебници по историја. Тоа е невиден преседан, ако се случи такво нешто. И тоа е недозволиво. Јас сега можам да претпоставувам кои се спорни делови според бугарската историографија во нашите учебници по историја, затоа што од секогаш имало дебати на тие теми. Претпоставувам дека дел од темите се средновековието, Самуиловата држава, за тоа може да ви кажат повеќе медиевистите, односно тие што се занимаваат со средновековна историја. Претпоставувам дека како спорен дел во наводници ќе го сметаат делот околу Илинденското востание. Меѓутоа, пак велам, навлегувајќи во таква стапица, ние самите ќе си ја пресечеме гранката на која што седиме. Многу треба да се размисли. Мислам дека редно и крајно време е властите во Република Македонија, па и опозицијата, сите општествено-политички фактори, научни, културни, образовни институции, да седнат и трезвено да разговараат за тоа да се создаде македонска државна и национална стратегија, во која што јасно ќе бидат дефинирани македонските црвени линии од кои што не смее да има отстапување и кои што нема да бидат предмет на преговори, разговори или некакви задкулисни договарања. Тоа е рецептот за да се почне од нешто. Вака, ако одиме само кон попуштање, мислам дека одиме во многу погрешен правец. Тогаш воедно се согласувате апсолутно со господин Димитров, а тоа е дека ако се потпише договорот така како што они знаат дека ќе биде потпишан, тоа ќе значи почеток на крајот на македонизмот. На овој наш идентитет и на оваа наша самостојност што не прави посебни. Први мислам дека до тоа нема да дојде. Дека сепак рационалното и разумот ќе преовлада. Мислам дека за тоа е свесна и македонската интелектуална елита, македонските историчари и сите други универзитетски професори, целата македонска интелигенција и целиот македонски народ, па и сите националности и други граѓани кои што живеат во Република Македонија. Јас лично сметам дека до тоа нема да дојде и нема да го видиме тоа што би се случило ако започне промена на учебниците по историја во Република Македонија. Прво, сум поборник дека до тоа нема да дојде. Затоа што ако таква грешка се направи, потоа целата работа ќе се одвива според домино ефект. Тоа е моje лично мислење како интелектуалец. Затоа што промената на македонската историја веројатно ќе имплицира промена и на македонското име. Кресненско разловачко востание, веќе зборувавте за Илинденското востание, можеби за вториот Илинден, за Асном, Прохорчински, она што веројатно е најпроблематично за бугарите. Кои од овие историски настани се можни како услов за договор за заедничко чествување? Што е она што најмногу не доближува? Видете, разловечкото востание е едно локално востание на македонскиот народ и тоа е само на еден дел од Македонија, крајниот источен дел на Македонија. Таму е кренато, траело неколку дена, немаме никакво мешање на бугарската држава во сето ова. Кресненското востание, кое што е кренато подоцна 1878 година и во етапи траело околу една година, во учебниците е познато и како македонско востание. Востаниците изготвиле македонски востанички устав, изготвиле правила за начинот на војување, за водење на борбите, што значи дека веќе тука можеме да зборуваме за почетоци на некаква државна платформа за тоа како би се решило македонското прашање. 2 август 1944 година е секако неспорен датум, затоа што македонскиот народ и сите граѓани националности во Република Македонија на тој датум ја извојуваа македонската државност, иако тогаш како федеративна единка во рамките на Југословенската федерација. Меѓутоа, основањето на македонската држава било верификувано со голем број на законски акти, одлуки и решенија. Например,
Едно од најважните е дека 2 август бил прогласен за национален празник на македонскиот народ. Зошто би се прогласил за национален празник на македонскиот народ ако нема македонски национални обележја? Понатаму донесена е одлука Како за настанува онаа верификување на теза дека сме македонскиот јазик. вештачка творба на Коминтерната, односно добро смислено сценарио на моќната српска пропаганда? Не, видете, Како ја развива Бугарија таа теза? Видете, таа теза е апсолутно неодржлива, затоа што во 19-тиот и 20-тиот век ниту на Србија, ниту на Бугарија како држави не им одговарало на нивните политики решавање на македонското прашање на начин што би се создала автономна или независна македонска држава. Така што таа теза е неодржлива. Меѓутоа, бугарските политички и државни кругови на почетокот на 20-тиот век и во периодот меѓу двете светски војни подготвувале државни стратегии во кои што имале планови за тоа во какви фази би одело решавањето на македонското прашање. Нормално тие посакувале македонското прашање да се реши на таков начин што Македонија во етничките, географски и економски граници би се присоединила кон бугарската држава. Но таму оставале резерва, затоа постојат документи дека е можно македонското прашање да се реши како посебно и од национална и од државна гледна точка. Бугарските државни планери на тоа гледале на таков начин што сметале дека е подобро дури и така да се реши македонското прашање, само Македонија да не влезе во рамките на Србија. Значи, тоа се долгорочни стратегии кои што ги подготвувале за подолги временски периоди. Затоа имаме ние документи. Од таа гледна точка, поаѓајќи, сметам дека и нашата држава, сега Република Македонија, треба да подготви една државна стратегија која што ќе се однесува на подолг временски период. Кога веќе 26-27 години од прогласувањето на независноста не сме успеале да недозволиво е да немаме државна стратегија во однос на главните идентитетски обележја, јазикот, името и историјата. Ке ми дозволите да го цитирам бугарскиот министер за надворешни работи, поранешниот Николај Младенов од октомври 2012-та. Добрососедство не може да се постигне со договор. Кога Бугарија ќе види дека Македонија искрено сака да развива добрососедски односи, тогаш ќе има време за се. Македонското општество само треба да реши како ќе го гради својот идентитет, гледајќи во иднината или фантазирајќи за минатото. За да ја добијат поддршката од Бугарија за ЕУ и за НАТО, нема да дозволиме никој да се плетка во бугарската историја. Веројатно ќе кажете дека тоа станува збор за политичка изјава. Па видите. Ако немате коментар, имам коментар. Повелете. Да, имам коментар во секој случај. Немам ништо против бугарската историографија и бугарската историска наука да си ги толкува настаните така како што смета врз основа на нивните гледишта и видувања. Меѓутоа, исто така, барам од тоа бугарската страна, односно нашите колеги бугарски историчари, па и бугарската држава, да го почитува фактот дека македонската историографија исто така има интерпретација на историските настани, историските факти и настани, онака како што тоа го гледат македонските историчари. Од 1944 година до денес, тоа е над 70 години, македонската историска наука напишала стотици и стотици книги, статии, научни прилози кои што се однесуваат на теми од македонската историја. Дали сето тоа е фалсификат? Дали сите тие книги треба да завршат некаде на ѓубриште? Одговорот секако е не. Ние сме ја изградиле македонската држава според идентитетските бележја онака како што Македонија го замислувала тоа и онака како што македонскиот народ интимно самиот го доживувал тоа. Националното чувство е интимно чувство на секој човек. Сега ќе цитирам и еден наш искусен политичар, поранешниот долгогодишен во неколку мандати пратеник и председател на парламентот Тито Петковски своевремено кажа, односно напиша вака: историчарите или интелектуалците, политичарите, новинарите, обичните граѓани не можат да поверуваат дека вакво нешто може да прифати премиер на македонска влада. Станува збор за македонско востание како символ на македонскиот непокор. Со овој гест Бучковски покажува дека нема слух за сопствената национална историја, за сопствениот идентитет и за сопствениот ентитет. Еве зошто велам дека на Бучковски му отапел слухот за сопствената национална историја кога предлага заедничка прослава на Илинден со Бугарија. Очигледно тој го чувствува живиот песок под своите нозе во овој предизборен период, па ја губи сопствената историска, географска и политичка ориентација. Затоа нема да ме зачуди доколку од него слушнам и предлог за заедничка прослава на бугарскиот и на македонскиот народ на денот кога е подпишан Сан Стефанскиот мир. Што би значеле тие прослави за Република Македонија и за македонскиот народ, кажуваат историските податоци. Напиша во колумна Тито Петковски,
по она што веќе го спомнавме, оној заедничка пресконференција на Станишев и Бучковски во Софија, тоа е во 2006 година, во јуни, ако не се лажам. Бучковски во тоа време велеше дека историчарите треба да излезат од своите ровови, да погледнат напред кон иднината, дека е време да се гледа напред, да се биде малку по-либерален. Потоа велеше дека е малку и изваден од контекст, дека не мислел конкретно на заедничка прослава на Илинден, но без разлика како било и што било, во услови на жестока реакција на особено македонската јавност во тоа време, се отстапи некако и тоа прашање се остави за во иднина. Дали таа иднина дојдена сега ќе видиме во текот на наредните месеци. Ќе ми дозволите во продолжение да цитирам и веројатно и вашиот можеби не знам професор, но ете од истата фела академик Блаже Ристовски, еден од нашите најискусни и најдокажани историчари. Академик Блаже Ристовски своевремено во 2013-та, односно поточно прашан за став по реакциите во Бугарија што ги предизвика филмот на Дарко Митревски, трето полувреме рече: "Ние сме народ со сопствена историја и култура, со сопствен јазик, со своја црква, постара од некој од соседните. Според тоа ние сме народ со историски легитимитет и нашето историско име никој разумен не може да го негира. Но прашањето има политички аспект, па политичките и националните чувства на некои од соседите понекогаш се изразуваат и во такви форми и не нужно ги травматизираат релациите за мирна и просперитетна соработка. Битката за името од страна на Грција, а повремено и од Бугарија, навистина е зачудувачка за светот, но реалноста е таква и ние не можеме да избегаме од неа." Уште повеќе во една своја книга академик Ристовски пишува, долг е цитатот што сум го извадил, но само една реченица ќе ми дозволите да целата теза за бугарскиот карактер на народот и јазикот во Македонија од средновековието е изградена врз основа на бугарското обележје што се среќава во некои од пишаните текстови со последна провиниенција. Самиот Климент, како што пишуваше уште на почетокот на нашиот век, видниот руски славист Лавров, во најстарите зачувани преписи не се именува епископ бугарски, туку епископ словенски. И тука има подолга елаборација во која академик Блаже Ристовски ја објаснува посебноста и самостојноста на македонскиот народ, но во текот на оваа емисија цело време укажувате дека политиката може да има свои толкувања на нештата кои честопати може и да ги извртува како факти. Токму а историјата како екзактна наука треба да му се спротистави на тоа. Токму овие поголеми елаборати што ги прочитавте и цитати докажуваат на тоа дека има простор за разговор и за научна дебата, која што ќе биде фундирана на историски факти, на меѓусебно почитување и на рамноправни позиции. Да не се разгорува некаква омраза кон еден или кон друг народ. Тоа историската наука не смее да си го дозволи. Јас нема да ги коментирам поединечните изјави на политичарите и на моите колеги, меѓутоа сигурен сум дека најголемиот дел од историчарите во Република Македонија имаат еден исти став по ова прашање што денеска ни се наметнува и дека сите би биле едногласни во тоа дека не смее да се прифати редефинирање на македонската историја или промена на содржините во учебниците по историја. Тоа ќе биде погубно за Република Македонија. Република Македонија ќе изгуби многу, ќе имаме потоа една ситуација од која што предпоставувам со децении нема да можеме да излеземе, затоа што кога ќе се направат некои грешки, тешко е тие да се поправат. Само нашето минато ни покажува колку направените грешки е тешко да се поправат или понекогаш воопшто не се поправат. Кратко само дали можете да изелаборирате зошто ако во Бугарија денес, особено по приемот на земјата во Европската унија во 2007 година, кога расте тој бран на либерализам и се повеќе интелектуалци, новинари па и политичари од Бугарија критички гледаат кон официјалната бугарска политика, например, кон странците, кон бегалците, кон муслиманите, а не омекнуваат нималку кога станува збор за македонското прашање. Зошто се толку љубоморни, посесивни кон македонското прашање? Можат да попуштат за се, но многу се конзистентни, тврди кога станува збор за Македонија. Видете, тоа е мит кој што долги години се градил во бугарската држава, преку образовниот систем, преку науката, преку секојдневието, присуството на бројната македонска емиграција во Бугарија, која што се брои на стотици илјади, исто така придонесува за тоа. На позиции во бугарската држава со години наназад низ историјата имало премиери, министри,
председатели на судови и академици кои што биле со македонско потекло и биле родени од Македонија. Значи тоа е испреплетено во бугарското општество и поголемиот дел пред се од таа повозрастна генерација на бугарските историчари и интелектуалци не се согласуваат да отстапат од тие нивни позиции. Меѓутоа, за среќа, во поново време, помладата генерација на бугарски историчари, мислам дека многу реално и рационално влегуваат кон овој проблем и едноставно имаат разбирање за фактот дека македонската нација постои, дека Република Македонија е посебна држава и од национална и од државна гледна точка и дека треба да биде прифатена како рамноправна држава во секакви евентуални разговори или преговори кои што би се воделе во иднина. Јас сепак сум оптимист дека и таму ќе преовлада рационалното и дека ќе дојде до затоплување на македонско-бугарските односи, а за тоа треба да придонесат секако и историчарите од двете страни, но и политичките елити. Германија и Франција по Втората светска војна како база за оваа денешна модерна Европа што ја изградија како едни од создавачите на оваа модерна Европска унија е токму тој договор за помирување. Колку тој пример и тие дадоа многу жртви на двете страни, беа крвни непријатели во времето на Втората светска војна. Ние, како што рече и Димитров, никогаш не сме војувале отворено со бугарите. Колку тој договор француско-германски може да биде пример за во случајот помеѓу Македонија и Бугарија? Па видите, не е така дека не сме имале војување со Бугарија. Значи во Втората светска војна, да не заборавиме, голем дел од територијата на Македонија беше под бугарска власт, под бугарска окупаторска власт. Значи, во тој временски период е кренато антифашистичко и ослободително востание од македонското национално ослободително и револуционерно движење, што значи дека тоа е еден период кој што веројатно бугарската историографија се обидува да го прескокне. Меѓутоа, не можеме да поминеме ние преку тоа. Во тој временски период во Втората светска војна на оваа територија денес на Република Македонија се имало антифашистичко и ослободително востание. Така, прилет Ваташа. Гинеле луѓе. Што ќе кажат македонските борци кои што кренаа востание на 11 октомври 1941 година. Значи, тоа е историски факт кој што не можеме да го прескокнеме. Меѓутоа, не треба да се прескокне и периодот на така наречената културна автономија на македонците во Пиринскиот дел на Македонија, после Втората светска војна. Бугарската држава тогаш го призна постоењето на македонскиот национален идентитет и тоа го има во сите документи, преку многу мерки кои што беа донесени тогаш. За жал, подоцна, после резолуцијата на информбирото, бугарската држава и нејзините тогашни историчари се обидува тоа да го прекажат како некакво национално предавство на бугарската држава, дека биле принудени да го направат тоа, меѓутоа историските факти стојат. Во 1946 година на пописот во тогашна Република Бугарија беше дозволено слободно изјаснување во посебна графа, иако немаше за македонска националност, туку под останато македонците се декларираат дека се македонци. И постои документ според кој имаме декларирано околу 180.000 луѓе македонци по националност. Каде исчезнаа тие луѓе? Исто така, во 1946 година, да не се заборави тоа, дека со договор на тогашна Бугарија и Југославија, како и Федерална Македонија, беше дозволено моштите на македонскиот револуционер Гоце Делчев да бидат пренесени од Софија во главниот град на Федерална Македонија, Скопје. И тоа беше еден акт на бугарската држава со кој што го призна постоењето и на македонската држава, меѓутоа и на македонската нација. Значи, тоа се историски факти. Секако не треба да ги прескокнуваме тие периоди. Потоа дојде еден период кога се влошија односите помеѓу Југославија и Бугарија и македонското прашање беше главната тема. Повторно, дежурен виновник беа македонците. И тука се прекрашуваа копијата на двете држави, се создаваше некоја еуфорија во која што Федерална Македонија беше третирана дека е измислица на Србија, дека македонскиот народ се србизирал. Секако тоа се едни тези кои што сметам дека бугарската историографија во некое догледно време ќе ги надмине. Јас сум оптимист во поглед на тоа. Професоре Жежов, ви благодарам за ова денешно детално елаборирање и подсетување на некои историски настани и сведоштва. Верувам дека ќе бидат многу корисни за нашите гледачи. Ви благодарам, се надевам дека бевме интересни за гледачите. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте и верувам дека уживавте во овој неделен час по историја, односно мало подсетување од нашата историја. Ви благодарам уште еднаш, довидување идната седмица во истото време.